Природата има билки во изобилие и можност пчелите да прават мед. На светскиот ден на пчелата 20 мај, пчеларите велат дека за нив годината сега почнува. Но во поглед на почетокот не ветува многу, бидејќи има доста дождливи денови, па пчелите го јадат она што го собрале. Годината само што започна во поглед на пчеларството, не обеќа многу. Меѓутоа, ние пчеларите се уште имаме надеж. Во моментот има во природата изобилие на билки кои цветат, даваат нектар, полен. Пчелите собираат, немаат потреба од наша помош, меѓутоа, за жал, тие одат, работат, собираат 2-3 дена после дожд, тие мора да седат во сандъците, не се во можност да излегуваат и во тој случај го јадат тоа што го собрале. Така да ние пчеларите се надеваме дека ќе има подобри денови. Александра Илиева од Радовиш веќе 23 години се занимава со пчеларство. Вели тешко е, но ако си има доволно љубов и посветеност кон она што се работи, во тој случај успева и пчеларството. Вели расте интересот кај младите за одгледување пчели, но сепак тоа е поголем кај повозрасните граѓани. Оваа дејност може да се каже дека е тешка, меѓутоа, за да се занимава некој со пчеларство, пред се треба да има огромна љубов спрема пчелите и која има таа љубов, ќе се изброде со сите проблеми и недостатоци што ќе го сретнат. Младите имат интерес, пошто во моментот има голема реклама за пчеларството, меѓутоа повеќе има интерес кај повозрасните кои заминуваат во пензија и тие се преноваѓаат во пчеларството како хоби, како дополнителен приход. Во овој момент во Македонија таа е состојбата со пчеларството. Ако пчелите се одгледуваат на соодветен и за нив прифатлив начин, тогаш тие даваат доволно мед и немаат потреба од прехранување, додава Илиева. Нема некој рецепт, значи пчелата сама си ја тера работата. Пчеларо само треба да се потруди да одржи у живот, да одгледува. Другото пчелата сама ќе го сработи, нема потреба од наша помош. Меѓународниот ден на пчелата се слави на 20 мај, роденденот на Антон Јанша, основоположникот на модерното пчеларство.